Колкаво е загадувањето од депонијата Дрисла? Дали се работи по стандарди? Дали се оправдани сомнежите во јавноста дека се третира небезбеден отпад? Граѓаните со години се жалат дека од согорувањето во Дрисла немаат чист воздух, особено оние кои живеат во блиските населени места. Вела дека нивите и производите им се загадени и токму поради ова неодамна имаше и протест пред портите на депонијата. Невладините организации алармираа дека поради несоодветното управување со депонијата имало драстично влошување на здравствената состојба на жителите на село Батинце и околината. Во телефонски разговор за Алфа од Дрисла кажаа дека веќе не се горело медицински отпад, само мала количина на некои лекови. Нашата редакција се обиде да добие одговори од јавното предпријатие со кое стопанисува град Скопје. Пред се за тоа докаде е процесот на набавка на нова модерна опрема за депонијата, но до емитување на овој прилог одговор нема. Алфа се обиде да добие одговори од предпријатието за тоа докаде е процесот на модернизација, што преземаат како мерки против загадувањето, дали имаат своја мерна станица, што покажуваат нивните мерења. Меѓутоа, иако беше договорена изјава, истата, без да се наведе некоја поконкретна причина, беше откажана. На страницата на јавното предпријатие постои база на мерења за влијанието врз воздухот. Според истите пишува дека минимално е количеството на штетните PM10 и PM2 честички на метар кубен во воздухот. Од Министерството за животна средина вела дека Дрисла е регионална депонија и унапредувањето е на сите општини заедно со градот Скопје. Дрисла е регионална депонија на Скопскиот плански регион. Како што веќе сте запознаени, нашата земја е поделена веќе на региони за управување со отпад и согласно со националната политика, стратегијата и националниот план, предвидено да постојат 5 регионални депонии во целата држава, кои што ќе бидат управувани од општините здружени во регионот. За Скопскиот плански регион тоа е депонијата Дрисла и самото управување и напредување и организацијата на работа треба да биде организирана од сите општини заедно со градот Скопје, кои што припаѓаат на Скопскиот регион. Инаку депонијата е лоцирана на само 14 километри од центарот на градот. Во изминатите 26 години исполнета е со 55% од вкупниот капацитет со депониран комунален отпад.